Во библиотеката Искра беше промовирана книгата Писмата на Љубомир Милетич до Афанасий М. Селишчев, историја на една мистификација од авторите Бранислав Светозаревиќ и Драган Јакјовски. Исто така беше отворена и изложба на документи по повод 80 години од одржувањето на првото заседание на АСНОМ. Двата настана се реализираа во соработка со Државниот архив и Институтот за национална историја. При тоа беше нагласено дека се работи за важни авторски трудови поврзани со фактографијата за самобитноста и идентитетот на македонскиот народ. Коавторот на книгата Светозаревиќ истакна дека во неа меѓу другото се наведени писма со кои претседателот на Македонскиот научен институт од Софија, Љубомир Милетич, го убедувал и му нудел пари на големиот руски славист да го измени насловот на својот научен и докторски труд и наместо македонско, лажно да прикаже дека на територијата на Македонија живеело бугарско население. Се работи за спрега за некој договор кој би рекол во најмала мерка е непристоен. Значи договор да издавачот прави нарачка за книга на која јасно се гледа тенденцијата да се прикажат македонците како бугари и јазикот како дел од бугарскиот јазик. Првата книга на Селичев, односно докторатот негов од 1918 година, значи 11 години пред да ја напише оваа полог и неговото бугарско население, се вика Очерки по македонској диалектологија или значи тоа е во превод есеи за македонската диалектологија. Значи докторирал на Санкт Петербургскиот, не, на Ломоносов докторирал на тема за македонските диалекти пред 100 и колку, 67 години. И сега нема никаква логика да после 11 години, каде што ги опфатил сите македонски диалекти, меѓу кои и оној од Полог, наеднаш оваа книга за Полог и населението негово, дека е бугарски диалект. Значи нема логика едно со друго на самиот автор. И продолжија моите сомнежи и тогаш дури 23 година се вклучи и колегата Драган Јачовски, кој е одличен познавач на литературата за Македонија и одличен пребарувач на архивските фондови низ светот, и целата работа се уврза откако и тој самиот се увери откако ја пронајдовме, односно тоа ја дојдовме до неа, книгата издадена 2002 година на асистентот на Афанасий Селичев, значи на рускиот гигант во славистиката Самуилович Бернштайн, кој во неговите спомени кажува, а тоа Ломоносов го издава таа книга, значи Универзитетот во Москва, во која тој сведочи дека всушност една бугарска делегација од професори дошла кај Селишчев да го убедува првата негова книга на која докторирал есеи по македонската диалектологија, дека тие му нудат да му ја испечатат на руски, на германски, да му дадат големи хонорари и да стане почесен член на Бугарската академија. Но само со мали измени му рекле. И тој кога прашал какви се тие мали измени, па на насловот овој од првата книга Очерки по македонској диалектологија да се додаде Очерки по македонској диалектологија българско во език. И вика нешто малку натре ќе ставиш бугарско, бугарски јазик, бугарско население, диалекти и тоа е. И за голема среќа во тоа време Селишев ги одбил. Бил многу навреден заради тоа и книгата за голема наша среќа е издадена како Очерки по македонској диалектологија во 1918 година. На отворањето на изложбата АСНОМ, израз на суверената волја на македонскиот народ за остварување на неговото право на самоопределување, беше нагласено дека тоа е прво гостување по правичното представување во Скопје во ноември минатата година. Државниот архив секогаш се вклучува во одбележувањето на јубилеите, затоа што е камен темелник на државата, а тоа значи дека
ја поседува целокупната државотворна историја. Така се случи овој пат, кога државата го прославуваше 80 години од првото заседание на АСНОМ, затоа што во своите депоа чува 22 кутии кои што имаат повеќе од 10.000 документи посветени на АСНОМ. Формирањето на фондот започнува некаде од 1960 година и завршува во 1985 година, кога се собрани целокупните архивски материјали и затоа архивот ги бира оние начини на презентирање на архивскиот материјал кои што ќе бидат најдостоинствени, односно публикациите и изложбите. Преку 22 паноа, архивот се обиде да го пренесе формирањето на Народно-ослободителната војска, првите иницијативи за одржувањето на АСНОМ, текот на самиот АСНОМ и донесувањето на најзначајните државотворни одлуки се до 1945 година, односно април, кога се одржува и третото заседание последно на АСНОМ и формирањето на првата народна влада. Од Државниот архив најавија дека по гостувањето во Кочани, изложбата по повод 80 години АСНОМ ќе биде представена и во другите градови во државата.